Советот на општина Виница на денешната седница донесе одлука за раздолжување кон дел од доверителите со средствата добиени од Министерството за финансии во висина од 20 милиони денари. Инаку на оваа одлука и претходеше јавен повик од страна на општината и потпишување конкретни договори со доверителите, кои го искористија правото да ги пријават своите побарувања и да преговараат за истите. Со оглед на фактот дека владата ни дозволи средства или ни обезбеди средства во висина од 20 милиони денари, општина Виница распиша повик до сите недоспеани обврски кои што ги имаше општината заклучно со третиот квартал минатата година. Така да на овој повик се јавија 22 фирми, од кои што преговаравме со сите поединечно, склучивме извештај и договор. И овде во овие 22 фирми или компании општина Виница ќе обезбеди средства за 21, што значи дека долгот или долговите кои што општина Виница ги имаше изнесуваа повеќе од 20 милиони денари, колку што имавме обезбедени средства од страна на Министерството за финансии. Најголема сума од обезбедените средства ќе бидат префрлени на сметката на најголемиот доверител Пелагонија, кој своевремено ги градеше градскиот плоштад и повеќе улици во градот. Најголем долг е долгот спрема АД Пелагонија во стечај, а тоа е за изградбата на градскиот плоштад Ангел Винички и улици во Виница, каде што општина Виница ќе издвои средства некаде во висина околу 5 милиони денари. Значајно е да се истакне дека раздолжувањето се однесува за обврски создадени од претходни градоначалници во текот на нивното раководење со општината, од кои некои се постари од 18 години. Овој долг се влече од 2001 година од изградбата на плоштадот Ангел Винички. Со ова го решаваме проблемот и на фирмата, тоест на АД Пелагонија во стечај, ќе исплатиме сума од 5 милиони денари, што значи дека општина Виница повеќе нема да биде должна на ова предпријатие или на Пелагонија во стечај. Од овие 20 милиони денари или 28 милиони денари колку што имаше побарување, 25 милиони денари се долгови кои што се направени до 2016 година или 2017 година, а 2 милиони денари се после 2017 година, 2,5 милиони денари после 2017 година, што значи општина Виница ќе ги плаќа долговите на претходните градоначалници кои што функционирале и работеле во општина Виница. Покрај Пелагонија по околу 1 милион денари или повеќе ќе добиете други фирми. Поголема сума пари е АД Електрани на Македонија. И овде имавме склучено договор за месечни рати. Овде ќе платиме повеќе од 1.200.000 денари. Исто така Виница Премер, каде што ќе исплатиме 1.700.000 денари. Повеќе од 1.000.000 денари ќе исплатиме на ЗЕЛС, бидејќи со години котизацијата за ЗЕЛС општина Виница не ја плаќала. Ќе платиме на фирмата Жикол повеќе од 1 милион денари и други фирми околу 1 милион денари и нешто помалку од 1 милион денари. Се очекува раздолжувањето да го потекне финансиското работење на општината, што ќе придонесе за поквалитетна реализација на планираните проекти од интерес на граѓаните.